Откако Европската агенција против измами ОЛАФ минатата недела објави дека во 2022 година спровела 4 истраги во Македонија за користење на европски средства, од кои 3 завршиле со препораки, но без да каже какви неправилности се утврдени и какви препораки се дадени, Министерството за земјоделство и водостопанство денес излезе со информација дека на 18 април оваа година токму од Европската комисија до нив стигнал допис за неправилност поврзана со договор финансиран од страна на Европската унија во висина од 659.000 евра. Македонија во тој проект учествувала со кофинансирање во износ од 66.739 евра, поточно целиот проект чинел 667.399.000 евра. Станува збор за проект склучен 2015 година за одреден софтвер за Министерството преку ИПА програма децентрализирана на Европската комисија преку делегацијата на Европската унија. За овој случај од 2015 година е направена ревизија од страна на Европското биро ОЛАФ. Имаме конечен извештај. Владата пред околу месец дена го усвои извештајот на предлог на Министерството за финансии и истиот е проследен до останатите институции согласно сите правила. Една од институциите до која е проследен случајот е Основното јавно обвинителство за организиран криминал, каде, како што информираат од Министерството за земјоделство за Телма, веќе се води постапка за овој случај, но без повеќе детали за тоа колку од 667.000 евра се злоупотребени и колку лица биле вклучени во тоа. Од Министерството при тоа го повикуваат обвинителството во целост и докрај да го расчисти овој случај, зашто Министерството се става целосно на располагање во обезбедување на потребната документација. Николовски денеска ги повика европските ревизори да прават контроли. Кога има финансиски средства, кога имаме договори кои што имаат финансиски импликации, секоја една ревизија е добредојдена. Европската комисија треба да си продолжи да си ги врши своите договори, односно контроли. Инаку истрагата на ОЛАФ била во врска со договор за користење на предпристапна помош потпишан на 20 ноември 2015 година по тендерска постапка, надгрба на информацијскиот систем за земјоделство и воспоставување системи за размена на податоци помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и другите релевантни институции, кој е спроведен децентрализирано во рамките на програмата за помош при транзиција и институционална надоградба. Истрагата на ОЛАФ за овој случај завршил со конечен извештај кој е усвоен од владата, но не се открива дали освен кривично гонење за што случајот е процесуиран до обвинителството за организиран криминал, од Македонија е побарано да ги врати злоупотребените средства на Европската унија и дали има и други импликации од случајот, евентуално дисциплински препораки кои опфаќаат инволвираности на европски представници во неправилното управување со средствата и административни препораки за административни мерки различни од повратот на средствата и дисциплинските мерки. Инаку ОЛАФ во последните 5 години, поточно од 2018 до 2022 година, отворил 18 истраги во земјава, од кои 7 биле затворени со препораки, а за еден случај нема податок дали е затворен со препорака. Во 2020 и во 2021 година обвинителството за организиран криминал отвори 2 предмети за злоупотреба на европски фондови во Македонија. Првиот беше против именуван функционер, тоест државен секретар и раководен државен службеник во Министерството за информатичко општество и администрација, кои проневериле 42.000 евра европски пари, и вториот случај против поранешна директорка и двајца вработени во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за проневера на средства во висина од 320.000 евра.